8 часот и 39 минути отвараме уште една тема во утринската програма на Македонската телевизија. Повторно ќе напоменеме во целата оваа несреќа што ни се случи изминативе 3 дена, она што е како добра информација е тоа дека хуманиот фактор не изостана и дека постојано граѓаните, организациите се собираат за хуманитарна помош за поплавините подрачја, оние на кои што има најпотребна. Првата детска амбасада Меѓеш исто така се вклучи во собирање на хуманитарна помош за поплавините подрачја. Ово утро на телефонската линија имаме Албулина Карага од Меѓеш и добро утро. Добро утро. Напоменав дека првата детска амбасада Меѓеш и секако се вклучи во собирање на хуманитарна помош за граѓаните од поплавините подрачја. Од каде се пристигнува помош во Меѓеши? Значи, Меѓеши секако дека ќе бидеше дел од оваа хуманитарна акција и овие обиди да се минимизира штетата која што веќе е направена. Ние изразуваме сочувство за сите семејства и сите жртви и сите оние кои што се справуваат со ваква несреќа и се трудиме колку што можеме да помогнеме. Нашите врати се отворени за донации, првенствено доаѓаат од граѓани и граѓанки кои што донираат тука во нашите простори, а јавувања имаме и од регионот, и од наши соработници, колеги, активисти кои што прашуваат како би можеле да донираат, па тука споделуваме разни броеви каде што луѓе од странство би можеле да го направат истото. Во текот на вчерашниот ден дознав дека тукму ова што го споменавте, многу донатори од странство ве контактира за хуманитарна помош. Да, многу донатори од странство не контактира, од регионот, од странство, луѓе кои што ја следат нашата работа и би сакале да помогнат. Ги упативме до броеви за кои што знаеме дека луѓе од странство би можеле. Значи нема да донираат директно кај нас, но ги упативме на места каде што би можеле. Им дадовме податоци од банкарската сметка на Црвениот крст. Потоа видовме дека и други организации се организираат, линиите за донирање се отворија за луѓе и надвор од државата да може да донираат. Ја следиме состојбата и се трудиме да помогнеме, да координираме и да ги опатуваме луѓето. Пунктови за собирање на донации има повеќе локации низ градот, се трудиме истите да ги споделуваме. А денес во 9 часот ќе имаме состанок со волонтери. На нашиот повик вчерашен за волонтери се јавија околу 20 луѓе кои што се спремни да одат во терен и директно да помагаат на загрозените семејства. Албулина, благодарам за директното вклучување во Македонија наутро и благодарам за тоа што се вклучивте во хуманитарниот карван за помош за лицата во поплавините подрачја. Уште една информација благодарам на вас што го покривате овој настан и апелирам до сите граѓани за солидарност. Благодарам уште еднаш. Ако на една тема не каскаме, тоа е темата хуманост, на што сме горди овие денови. Ќе ги споменаме неколкуте пунктови кои што се отворени за собирање на хуманитарната помош. Веќе споменавме на почетокот на Македонија наутро дека собирниот пункт на Момин поток на Црвениот крст е отворен од 8 до 18 часот. Потоа има собирни пунктови на Универзитетот МИТ, понатаму поранешен Житол Лукс на улица Иван Аговски, во сите основни училишта во општина Аеродром од 8 до 20 часот, во Вероцентарот од 13 часот, Нанобар во Дебармало секој ден од 8 до 1 часот. Изутрина Момин поток го споменав пред малку, основното училиште 25 мај кое што се наоѓа во Ченто, таму е крајниот пункт за предавање на донациите. Општина Газибаба во основното училиште Гоце Делчев во Аеродром во Горно Лисиче и Долно Лисиче отворен пункт за собирање на донациите и тоа од 8 до 22 часот. Пункт за оставање и подигање донации во Инџиково кај автобуската
станица, хуманитарната организација Свети Спас во Драчево и во Киселавода пред маркетот Веро од 8 до 20 часот. Она што исто така треба да го споменеме е дека Универзитетот Фонд отвори 20 на апартмани од студентскиот кампус кои што беа наменети за визитинг професори од септември за да може да престојуваат лицата на кои што домовите им беа погодени од несреќата. Го споменав негде на почетокот и Универзитетот МИТ и тој се вклучи во големата